Минатата сабота зборувавме за проблемот што некојаш го имаме, па и ние како адвентисти, затоа што и во нашите редови се провлекуваат некои сваќања дека Бог не казнува, Бог не убива, иако тоа многу онака лошо звучи, како тоа Бог убива. Спротивно на својот карактер и на својата заповед. И имаме проблем заради тоа што неговиот карактер е микс, бленд, да кажеме, од повеќе карактеристики. Дили ќе отидеме во на страната на милоста премногу, па ќе кажеме Господ е толку милостив, он нема да казни. Сеќавате генерацијата пред потопот, тогашните учители и филозофи токму со тоа настапиле, за да ги одвратат луѓето да влезат во арката која што била спасение. Дека Господ е толку многу добар што он никогаш нема да ја уништи цела земја, мислам, целото население и популација на земјата, тоа не може да се случи, тоа е спротивно на неговиот карактер. Но од друга страна пак се оди во некоја друга крајност, во крајноста на правдата, кај што Бог е суров и едвај чека да казни, и во тој поглед е и моментот кој што го спомнавме во пуката, иако премногу време според мене потрошивме на тоа, причини за болест, па не знам ова, па не знам тоа, не, поентата беше мирот. Мирот како да се обезбеди кога човек е болен, а мир нема да му донесете на човек ако вие нагаѓате кои се причините и кои не се. Тоа не е наше, како што истакнавме. Значи, фарисеите имале такво сваќање, па и оние Јовови пријатели, да ги наречам, кои што дошле као да го охрабрат, уствари го утепале уште толку, дека ете, заради тоа што е грешен, па затоа тоа го снаоѓа. Но не е Господ ни таков. Значи, мора да бидеме избалансирани, да сватиме во суштина каков е Бог, затоа што, ако сакаме да го отсликаме неговиот карактер, ако не сватиме каков е, тогаш така ќе го отсликаме. Неправилно, некако што треба, односно ќе отсликаме некој друг Бог. А треба да бидеме таа генерација, тие 144.000, последниот остаток, кој што ќе го има на своите чела името на Отецот, Божието име или Божиот карактер. И затоа мора да се разбере Божиот карактер. И кажавме, тогаш читавме стихови од Излез 34 глава, јас би го прочитал само 7 стих, кој што вели: искажува милост на илјадници, проштева опакост, грев и престап, но не остава неказнет виновник, туку ја казнува опакоста на татковците врз децата и на внучињата до 3-то и 4-то поколение. Че Господ е и милост, и милостив, ама и праведен. И сето тоа има свој корен во љубовта, колку и да е тоа тешко да се свати во некои поедини ситуации. Јас пак ќе признам, денеска се уште некои ситуации можеби не ми се јасни како тоа Господ постапува. Меѓутоа да оставиме на него, тој е суверен, тој знае. Тој ја знае душата, тој го знае човека. Излез 32:19 прочитавме, значи ја обработивме таа ситуација со кризата на Синај, кога нели Мојсей се подзадржал и овие направиле доле теле, Арон лесно паднал на нивните желби, па и изгледал таму теле од злато. И знаете, Мојсей уште горе, Господ му кажува, има конверзација меѓу во таа 32 глава од Излез, меѓу Господа и Мојсија, и Господ му вели на Мојсија, се гневи. Господ се гневи и Мојсей сака да го стиша неговиот гнев, не знае зашто станува збор. И му вели, нели, не се гневи, тоа е твој народ и така натаму, за да Мојсей кога ќе се симне доле, тој самиот се разгневи кога видел што се случува. И еве го стихот 32:19, штом се приближи до логорот, па го забележа телето и како играат, Мојсей се разгневи. Ги фрли од рацете плочите и ги скрши во подножјето на планината. И спомнавме тогаш дека, ако ги споредиме Арон и Мојсей, кој автентично го прикажал Божиот карактер овде? Не Арон, туку Мојсей. И самиот Господ се разгневил. Тој гнев го покажал и Мојсей. И читавме и сега пак ја прочитам тој цитат кој што кажува многу. Овој грев
гревот на идолопоклонство. Значи, пазете, Господ ги извел од египетската земја, среди идолопоклоници, насекаде околу нив идолопоклонство, морале да покажат нешто друго, да бидат слика и прилика за сите народи околу нив, дека еден е Бог, еден е жив Бог и во него треба да се надеваме и веруваме, а тие паднале токму на тоа. И вели, овој грев морал да биде казнет за околните народи, да представува сведоштво за Божието негодување против идолопоклонството. И сега ви внимаете, во овој цитат се спомнува и љубов и милост. Ја опишува казната, Елен Вајт овде, а сето тоа е во контекст на љубов и милост. Тоа е тоа што се уште може би, еви, јас не можам да го сварам некојаш, ама тоа е Господ. Он е суверен. Он недобро знае како да ги реши ситуациите. И вели, и љубовта ништо помалечка отколку правдата, бара тој грев да се осуди. Па и таткото некојаш од љубов ќе го плесне синот. Од љубов. Нормално не во гнев, како што е таму или Елен Вајт. Бог не е само врховен господар, туку и заштитник и чувар на својот народ. Тој ги истребува оние што решително остануваат во бунт, за да не ги водат и другите во пропаст. Знаете, Мојсей ги повикал, рекол, кој е на Господова страна, од оваа страна. Знаеме дека левитите тука ги наградил Господ, затоа што од старт стоеле на Божја страна и не паднале, имало едни покајани и во средината останале оние кои што не се покајале. И морал решително да го искорени овој бунт Господ. И вели, тоа што во таа пригода настрадале неколку илјади луѓе, било само Божја милост, со истата казна да не мора да уништи милиони. Видите како Господ гледа на некои работи. Ке уништам 3000, толку паднале тогаш, тој ден, за да сочувам милиони. А тој знае дека тие не се покајале и веројатно немале ни шанса понатаму. И само ќе правили поголема гужва и проблеми. И тоа стои. Вели, за да спаси мнозина, сепак морал да казни некои. За добро на израелците, а исто така и за поука на идните поколенија, било потребно престапот веднаш да се казни. Тоа не било ниту малку помалечка милост и за самите грешници. Видите, тоа било милост, тоа било израз и на милост и кон грешниците, кон непокајаните. И стои понатаму и вели, зашто на тој начин им била скусена можноста и понатаму да продолжат по својот грешен пат. Кога би останале живи, истиот дух што ги поттикнувал да му се противат на Бога, би се покажал и во вид на меѓусебна омраза и караници и најпосле меѓусебно би се уништиле. Тие онака би се уништиле, ама, рековме, Господ не останал пасивен во овој случај. Иако ќе разгледаме сега случаи каде што е пасивен, па остава на самите околности да си ја завршат работата. Но во овој случај, таква е неговата проценка, тоа е Бог, морал да ја изврши казната, активно да земе учество во спроведување на правдата и затоа го сторил тоа. Они сами меѓу себе ги се уништиле, ама ќе направиле многу поголемо зло над останатите. Злосторството било казнето бргу и страшно и тоа од љубов кон светот, кон Израел, па дури и кон престапниците. Значи Господ го направил ова од љубов и од милост. И сега тука имаат некој проблем да сватат како тоа Бог е љубов, а еве што прави. Па затоа прибегнуваат кон онаа теорија дека да, Господ заради својот карактер не би можел вакво нешто да прави. Јасно се гледа и видовме минатиот пат дека Бог му наредил на Мојсеја, Мојсеј им наредува на левитите да одат и да ги искасапат, да ги убијат. Очигледно дека Господ активно превзема акција да ја спроведе правдата, не е пасивен воопшто, никакви околности не се во прашање. А можел да ги остави во пустината, еве тие на средина што останале бунтовници до крај, да ги остави во пустината и ќе си ги змиите и така натаму ќе си ја завршиле работата. Е сега, кога сме кај змиите, еве го случајот од Броеви 21 глава,
Чи веќе е скоро на крајот од нивното патешествие на израелците низ пустината. Само да спомнам претходно второ законие, или пета Мојсија 8:15, кој што стих гласи вака: Кој те преведе низ онаа голема и страшна пустина, низ земјата на огнени змии и скорпии, низ сув и безводен крај, кој ти извади вода од цврста карпа. Зашто Господ овде вели дека ги превел низ земја на огнени змии. Па најнормално е, мислам, најлогички е да сватиме низ пустина што се може да вреба. Змии, скорпии и така натаму. Еден куп, значи, отровни и опасни по живот створенија. И сега во Броеви 21 глава, од 5 до 9 стих, ќе читам. Повторно се бунтуваат овде, знаете, требале околу Едом, како беше она, баш читавме скоро во Патриарси и пророци, да, за обиколот малку да се вратат малку наназад, и овие почнале одма да гунџат. Леле, сега пак пустината. Таман го видоа зеленилото, сега пак назад у пустината. И почнале да гунџаат, да искажуваат незадоволство, и почнаа да зборуваат 5 стих од Броеви 21 глава против Бога и против Мојсија. Зошто не изведе од Египет за да изумреме во оваа пустина? Нема леп, нема вода, а тоа бедно јадење веќе ни се згади на нашите души. Маната. И сега 6 стих вели, тогаш Господ, стихот вели вака, тогаш Господ испрати лути змии против народот. Тие ги каснуваа така што изумре многу народ во Израел. Од кај ги испрати? Па ти се тука. Цело време ви сте во пустината, цело време имам змии околу вас. Но ќе видиме што е друго работава, иако стихот така вели. Народот дојде, 7 стих, при Мојсија и рече: сгрешивме кога зборувавме против Господа и против тебе, помоли му се на Господа да ги отстрани змиите од нас. Мојсија се помоли за народот и Господ му рече на Мојсија, знаете, нели, направи отровница и стави ја на столб, секој кој ќе биде каснат, ќе остане жив ако ја погледне. Мојсија направи змија од бронза и ја стави на столб, кога лутицата ќе каснеше, некого ќе погледнеше, значи каснатиот во бронзената змија и оздравуваше. И сега поентата е, како тоа сега змиите? Каква е улогата сега на Бога во оваа ситуација? Спомнавме во 34 глава од Излез дека Господ активно се вклучил во спроведување на правдата. Но видите што имаме сега овде. Ова се гледа од цитатот на Елен Вајт од Патриарси и пророци, 429 страна. Вели, секој ден во текот на патувањето биле соочувани со некакво чудо на Божјата милост. Па нормално низ пустина, ништо да не им фали. Вода, храна, се е тука, нема никакви опасности врз нивниот живот. Па air condition во текот на денот, грејење во текот на ноќта, нели? Се што требало тука Господ обезбедил. Значи секој ден буквално биле сочувани со некакво чудо на Божјата милост. На целиот пат по кој ги водел Бог, наоѓале вода со која гаснеле жетта, небе се леп да го уталожат гладот и мир и безбедност во сенката на облакот дење и во огнениот столб ноќе. Ангелите им помагале кога се искачувале по стрмните падини, замислете си, дури таква помош имале. По стрмните падини кога се качувале, ангели им помагале. Или кога одале пеш по мачните патики низ пустината, наспроти тешкотиите што ги поднесувале, во нивните редови немало ниту папсани, ниту истоштени. На толку долгото патување, на ниеден од нив дури ни ногата не му натекла. Ниту облеката им изветвила. Сето тоа се чуда. Бог сторил шумските грабливи зверови и отровните лазачи во пустината да им се подчинуваат. Тоа било работата. Тие биле постојано тука присутни, ама Господ направил тие да им се подчинуваат. Имале Божја заштита, со други зборови. И покрај сите тие знаци на неговата љубов, бидејќи народот сепак и понатаму постојано се плачел, Бог решил да ги лиши од својата заштита, доека не научат да ја ценат неговата милосрдна наклонност и доека повторно не му се обратат во покаяние и понизност. Што направил Господ? Како им ги пуштил змиите? Со тоа што ја тргнал заштитата.
оставил околностите. Значи, од тоа што ги штитил секој ден, на тие не ни биде свесни, сега ја тргнал заштитата и околностите да делуваат. Ова е тоа пасивно однесување на Господа, кој што го имаме често пати во Библијата. Но не е само пасивно. Затоа рековме, мора баланс да правиме. Не е само пасивен Бог, така веруваат тие кои што велат дека Господ не казнува. Ете и на крајот, не знам што, Господ ќе дозволи, не знам, вулканите да избијат, не знам, да падне оган, не знам од кај ќе паѓа, што ќе паѓа, ама ете така, самата природа ќе си ја заврши работата и грешниците ќе бидат уништени. Тоа е сепак криво представување на Божиот карактер. Бидејќи живееле под закрила на Божјата сила, тие не ги ни забележувале безбројните опасности што постојано ги обкружувале. Не ни биле свесни за тоа, затоа што имале заштитата од Бога. Па и ние денес, ние не сме свесни од што се не штити Господ секој ден. Во својата неблагодарност и неверство постојано ја споменувале смртта, и во овој случај, нели, кама да умревме таму во Египет. Сега ќе поумреме во пустината. Во својата змиите, отровници, што представувале вистинска напаст за пустината, се нарекувани огнени змии поради страшното дејство на нивниот отров, кој веднаш предизвикувало воспаление и брза смрт. Можете да заклучите каква заштита имале 40 години низ пустина со вакви змии, ништо да не им се случи. И сега од нас Господ ја трга таа заштита, и вели, бидејќи врз израелците не почивала веќе Божјата заштитничка рака, мнозина од народот биле нападнати од овие отровни созданија. Ете зашто биле нападнати. Затоа што Господ решил да ја тргне заштитата. И оставил змиите да вршат работата, околностите. Во целиот логор завладел страв и метеж. Речи си, во секој шатор се нашол по некој мртовец или болен на пресмртна постела. Короната е смешка за ова. Никој не се чувствувал сигурен. Во секој шатор буквално имало по некој. Често ноќната тишина ја нарушувал продорен крик најавувајќи нови жртви. Тоа е кога Господ ја тргне заштитата. Меѓутоа, тоа било лекција за нив. Значи, гледаме дека во некои ситуации Господ е активен во спроведување на казната, односно спроведување на правдата, а некојаш е пасивен. Не можеме сите тие ситуации да ги гледаме како пасивност Божја. Не. Видовме многу јасно во претходниот случај, од минатиот пат, дека Бог зел активно учество. И сега имаме еден случај од Новиот Завет, во Лука 9 глава, порано го спомнав, малку онака го нафрлив, 9 глава од 51 до 56. Знаете, при крајот на службата Христова и вели, кога дојде време да се вознесе, тој го насочи своето лице да патува за Ерусалим. Лука 9 глава, 51 до 56. И испрати гласници пред своето лице. Тие отидоа и дојдоа во едно самарјанско село да приготват место за него. Но не го примија. Зошто? Зашто лицето му беше кон Ерусалим. Штом ти така, знаете каков бил односот на самарјаните и израелците, се мразеле буквално. Овие си имале свое чествување на Бога, на Геразим, гората. Виделе Исус која страна ја зазема и не сакале да го примат. Откажале гостопримство. Кога го видоа тоа учениците, 54 стих, Јаков и Јован рекоа: Господи, сакаш ли да заповедаме да слезе оган од небото и да ги истреби како што направи Илија со оние 850 лажни пророци? А тој се заврати и ги укори велејки: вие не знаете од каков дух сте. Зашто човечкиот син не дојде да погубува човечки души, но да ги спаси. И отидува во друго село. И за ова се фаќаат оние поборници на таа теорија, дека Господ ете не дошол да убива, да уништува, туку да спасува. И сега да го видиме коментарот. Христовите весници Јаков и Јован биле мощни лути поради навредата нанесена на нивниот Господ.
што ќе беше, сега се прашувам овака гледајќи оваа ситуација, што ќе беше ако заради негостопримство Господ маваше? Не знам дали еден ќе беше жив од нас тука. Значи, затоа Господ е суверен. Тој најдобро ги знае ситуациите. Не може Јаков да бидам, Јован да бидам, не знам, и да му заповедам на Господа. Друго е кога Господ заповеда. Не јас да ги проценувам ситуациите. Кој сум јас со овој мој мозок, ограничен? Били исполнети со оправдан гнев. Внимавајте, значи оправдан гнев. Непочитување кон учителот, непочитување кон Господа. Затоа што самарјаните постапиле така грубо со него, кој ги почестил со своето присуство. Тие неодамна биле со него на гората на преображението и го виделе прославен од Бога и почитуван од Мојсија и Илија. Ваквото непочитување, како што покажале самарјаните, според нивно мислење, не смее да помине без видлива казна. Кога дошле кај Исуса, му ги пренеле зборовите на народот, известувајќи го дека го лишиле дури и од пренокиште. Сметале дека му е нанесено големо зло и гледајќи ја во далечината гората Кармел, на која Илија ги погубил лажните пророци, рекле: Господе, сакаш ли да заповедаме да слезе оган од небото и да ги истреби? Биле изненадени кога виделе дека Исус го заболеле нивните зборови и уште повеќе изненадени од неговиот укор што стигнал до нивните уши. Не знаете со каков дух сте. Синот човечки не дојде да ги уништи човечките животи, туку да ги спаси. И сега внимавајте, овој дел е многу интересен. Тоа што го спомнавме и порано, Господ никогаш не користи сила за да некого осведочи да го доведе кај себе, да го осведочи во вистината. Никогаш. Но некојаш е приморан да искористи сила за да заглуши бунт. Значи, кога упорно некој се противи на Бога, е приморан, тоа е за него несоодветно постапување. Знаете како што во Откровение го прочитавме оној стих, кај што вика гневот на јагнето. Многу нелогички, нели? Гневно јагне, сте видели некојаш? Јагнето е кротко. Меѓутоа се подига некојаш Божиот гнев, праведен гнев. Како и нели кога зел 2 пати дури да го чисти храмот. Од праведен гнев, затоа што било погазено Божито име. И сега видите, во ниеден дел од својата мисија Христос не ги присилувал луѓето да го примат. Сатаната и луѓето, поттикнати со сатански дух, вршат насилство над совест. Сега некако се поклопува и со сегашната ситуација, па и оправданите протести што се прават во нашава земја, затоа што од една страна се покажува таква голема душебрижност за нашето здравие, а умираат, знаете, од глад и ова и она, па ништо не се презема по цел свет, и испаѓа дека толку многу не сакаат, а од друга страна те присилуваат на нешто. Тоа едно со друго не иде, нели? Љубовта не познава сила. Ако некого сакаш, остави му слобода на избор. Ако немаш слобода на избор, нема љубов таму. Ај не терате некој со сила да ве сака. Невозможно, нормално. Вели, Христос не ги присилува луѓето да го примат. Сатаната и луѓето поттикнати со сатански дух вршат насилство над совеста. Луѓето кои се во сојуз со лошите ангели, со лажна ревност за правда, им нанесуваат страдање на своите ближни, за да ги задобијат за своите верски замисли. Или би рекле, луѓето во сојуз со лошите ангели, со лажна ревност за здравје, не знам, за просперитет, било што, им нанесуваат страдање на своите ближни. Не оди тоа едно со друго. За да ги задобијат за своите верски замисли, или не знам, некои си нивни, кој знае какви замисли. Но Христос секојаш покажува милост, секојаш се стреми да задобие, откривајќи ја својата љубов. Значи, Господ никогаш не користи сила, оружје, не знам, тамо имаше некои цитати кои што ги користат овие поборници, дека Бог не користи сила, не убива, не уништува, меѓутоа Он не користи сила за да те придобие. Какво придобивање ќе биде тоа со сила? Тој не може да му дозволи пристап кон душата
тој не може да му дозволи пристап кон душата на ниеден соперник, ниту пак може да прифати делумна служба. Тој сака само доброволна служба, доброволна преданост на срцето, потикната од љубов. Не постои, внимавајте се ова, многу јасно и гласно, не постои поочигледен доказ дека имаме сатански дух од склоноста да ги повредиме и уништиме оние што не го ценат нашиот труд или што действуваат спротивно на нашите замисли. Не постои поочигледен доказ дека имаме сатански дух, ако не се слагаме со некого и ние сега сакаме со сила да го натераме да мисли како нас. Исус тоа никогаш не го користил. Не се ни вклучило во дебати како што некојаш ние имаме некојаш навики да докажуваме на некого. Знаете, претходно се спомна за Илија, за кого коментиравте дека ги имал сите докази за Божјата грижа и така натаму, па сепак паднат во депресија. Меѓутоа, за да паднете во депресија, не се клучни доказите, туку неверието. Неверието во тие докази што ги имате. Сомнежа што ќе се појави. Ви може да имате мноштво на докази, па пак да паднете во депресија. Значи, не постои поочигледен доказ дека имаме сатански дух од склоноста да ги повредиме и уништиме оние што не го ценат нашиот труд или што действуваат спротивно на нашите замисли. Секој човечко суштество со телото, со душата или со духот е Божја своина, Божја собственост. Моје тело, Божја собственост. Ова отпосле дојде, значи, после паролата. Секој човечко суштество со телото, со душата или со духот е Божја своина. Христос умрел да ги откупи сите. Ништо не може да биде повеќе навредливо, уште една сега, ништо не може да биде повеќе навредливо за Бога отколку кога луѓето во верскиот занес, или не знам било каков занес, им нанесуваат страдање на оние што се откупени со крвта на Спасителот. Не знам, тука може многу да се коментира околу актуелната ситуација, би избегнал такво нешто, затоа што се е веќе безсмислено, навистина. Јас не можам да поверувам дека живеам во свет во кој што толку многу глупоста се воздигна на такво ниво да не знам, не можам да поверувам с тоа. Да јас со никакво образование и познавање тук таму на некои работи од медицина да кажем, да полесно јас ги предвидувам или не знам некои работи од експерти така наречени денешни. Не можам да поверувам стварно. И да се наслушувате толку многу глупости и такви глупави мерки и така натаму и така натаму. Тоа е страшно, не можам да поверувам. И баш кога не збориме за она кога треба да биде пострашна бројката, нели, она бројка која што треба да додадете некоја нула, а кога треба да зборите за тоа дали вакцинираните заболуваат, тоаш ќе скратите некоја нула. Че како ви одговара. Сакајки или не сакајки, дали од тоа што математиката не ви оди или било што, не е битно. Поентата е тоа дека да, Господ не употребува сила за да не придобие, меѓутоа Господ употребува сила и тој најдобро знае за да казни. И тој тоа активно во некои случаеви го прави, а во некои пасивно, како што видовме од случајот со змиите. Само ќе ја повлече својата заштита. И он е суверен, тој знае какви мерки треба да преземе, едноставно не можеме да му се мешаме во неговата работа. Но битно е да направиме еден избалансиран, да имаме еден избалансиран поглед и сваќање на неговиот карактер. Не можеме да кажеме дека е премногу милостив. Еден брат порано задоен малку од тие евангелистички сваќања, а сите ќе бидат спасени. Сите на крајот ќе се спасат. Дури и да не сакаат ќе бидат спасени. Неверојатно. Така ќе го сваќаме Господа, со сила ќе не спасува, замислете си. Не, па еве, видовме дека тој не го прави.
И на крајот еве ќе завршам со Патриарси и пророци, 96 страна, повторно оној момент и оној цитат. И оние филозофии кои што кружеле среде народот пред да настапи потопот, кои што имале за цел да го одвратат народот, да не поверуваат на веста Божја преку Ное и да не се спасат, вели колку повеќе гревот се ширел, а тоа е една ситуација како што е денешната, ние живееме во Ноево време, се помалку ја увидувале неговата тежина и најпосле почнале да тврдат дека Божиот закон не е веќе во сила. И денеска, нели гледате дека се однесуваат како да не постои Бог, нема никаков Божи закон, кој што сака си прави. И друго, тврделе дека казнувањето на престапниците е спротивно на Божиот карактер и го побивале тврдењето дека земјата ќе ја снајде негова казна. А ја снајде ли? Ја снајде? И тоа такво истребување останаа само 8 души. Божја казна следи над овој свет. Ако не се покајаме, ако навистина не се запознаеме со Господи, не го запознаеме онаков каков што е. Да, Бог е љубов. Меѓутоа од љубовта произлегуваат и неговата милост и неговата правда. И мора во се, во било која тема која што наука која што ја имаме, да имаме избалансирано сваќање. Затоа што ѓаволот, тоа му е тенденција, ако веќе не може да не набрка од црква, не знам, од вакви, од такви причини, ќе се соблазниме или било што, слаби сме и така натаму во верата, ако останеме од црква, тогаш да не бутне во некоја крајност, или во едниот или во другиот правец, се исто е за него. Затоа нека Господ ни помогне да го сватиме вистински неговиот карактер, затоа што тоа е пресудно и за нашето спасение. Амин. Господи Боже наш, праведен, милостив, спор на гнев, многу милостив, проштеваш опакости, гревови, но и ги казнуваш, Господи, оние кои што нема да се покајат. Тоа си Ти, колку и да можеби некои ситуации се уште ни се нејасни, но мора да Те прифатиме како таков. И верувам дека со текот на времето Духот Свети ќе ни ги разјасни, за да Те сватиме во полна мера и за да можеме, гледајќи на Тебе и да Те отсликаме во полн карактер, затоа што веруваме дека сме последната генерација и на тој начин ќе го одбраниме Твојот карактер пред овој свет кој што пропаѓа и ќе бидеме вистинска слика за тоа да уште мнозина дојдат кај Тебе и да се покајат и да Те прифатат и застанат цврсто на Твоја страна. Живееме навистина во неизвестни времења во кои што се гази секакви слободи на луѓето, се угушува совеста, се спласираат небулози, глупости, лудости, навистина полудел цел свет, но мудрост, цврстина, вера можеме да најдеме само кај Тебе, за да останеме на вистинските патики и цврсто да чекориме кон спасението оној ден кога Господи ќе Те дочекаме на облаците, ќе го дочекаме нашиот Спасител Исус Христос, кој ќе стави точка тогаш на се, на секакво зло, на секакви неправди. И ќе можеме да живееме во мир, во слобода и во изобилие на една земја, на оваа земја која што ќе биде обновена и каде што ќе нема никакво зло, никаква смрт, никаква болест. Тоа е нашата надеж, на тоа се надеваме, Господи, до тогаш дај ни цврста вера за да можеме да издржиме и да вистински Те прикажеме пред луѓето Твојот вистински карактер, за да можат да Те препознаат преку нас. Води не во остатокот на овој свет саботен ден, излиги Твоите изобилни благослови и посебно Те молам да бидеш со болните и оние кои што страдаат, со сестрата Мимица, со Миле, повторно да го спомнеме и останатите Андреј и Диме, брат Диме и сите оние кои што имаат здравствени проблеми, погрижи се за нив, успокои ги, охрабри ги и сите да радосни Те славиме и фалиме за тоа што е сабота, за тоа што е Твојот ден, кој што си го одредил за тоа. За се Ти благодариме, Господи, уште еднаш во Христово име. Амин.